Различни, а сепак исти. Никогаш од мислите не ми излегува сликата од моето училиште. Посебен белек остави деновите по реновирањето на училиштето. Последен пат бев со него во јуни, кога ги зедовме свидетелствата за завршено трето оделение. На почетокот од новата учебна година пристигнав пред училиштето. Се ми беше ново. Љубопитно се загледува во секој дел од дворот и во влезот во училиштето. Се беше убаво, се беше поразлично. Насекаде имаше убави свежи бои. Се мирисеше на ново. Се зачудив кога кај влезот забележав необична патека. Посакав да тргнам по неа како многу мои другарчиња, но некоја рака ме допре и тивко ми рече: мислам дека е подобро да го оставиш просторот за кого е наменет. Верувам дека и другите треба да имаат свое место. Тивко ми зборуваше една жена. Се свртев добро да ја видам. Таа исправено се движеше и се трудеше со едната рака да направи место. Место за една количка. Верувајте, тоа не беше обична количка. Тоа беше инвалидска количка. Уште еднаш се свртев подобро да видам. Во количката седеше девојче на мои години. На лицето на ученичката се надзираше несигурност, а русите локнички се слеваа по незините раменици. Веднаш се поместив да направам пат. Се чувствував непријатно, зашто не бев доволно внимателна. Им се насмевнав на девојчето и на мајка им и ми ја покажав со раката. Повелете, се извинувам, не ве видов. Сите се туркаат, сакаат побрзо да стигнат во училницата. Со поглед ги следев движењата на мајката која со напор ја туркаше количката со незината керка. Потоа побрзов да стигнам во училницата, не сакав да доцнам уште на првиот час. Секој бараше другарче со кој ќе седи во клупата. Јас веќе нема време да се пронедем со кого ќе седам. Едноставно седнав на првото слободно столче. Се огласи училишното звонче и за неколку мига на вратата се појави наставничката, а зад неа една мајка и незината керка. Разговорот на учениците стивна. Љубопитните погледи беа вперени кон девојчето. Кога го подигнав погледот, забележав дека тоа е истото девојче во училишниот двор. Наставничката рече: добар ден, дечиња. Да и посакаме добре дојде на новата ученичка. Се слушна хорско добре дојде. Гласот се разлеваше низ училницата и сите погледи беа вперени во новата ученичка. Ова е Јована. Досега таа ги совладуваше училишните градива од дома заедно со својата мајка. Не можеше редовно да посетува настава, зашто беше спречена поради незината здравствена состојба. Но сега веќе се направени пристапни рампи за влез во училиштето. Така Јована ќе може редовно да доаѓа во училиште и да учи заедно со вас. Таа може би навидом ви изгледа различно, но едно да запомнете, таа е иста со вас, рече наставничката. Сите почнаа да потврдуваат со главите, се гледаа и подадени раце, секој сакаше да ја прифати Јована. Од тој ден почнавме сите да ја помагаме на Јована во училницата, во училишниот двор, во холот. Едноставно таа стана дел од нас. Таа со своето милно лице, со својата едноставност и трудолюбивост на освои сите. Денес сите сме среќни што знаеме како да живееме и да се почитуваме. Едноставно различни, а сепак исти.